Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поради Зоран Заев и Кочо Андјушев, година и пол 1200 работници од Југохром поминуваат низ вистински пекол. 1200 семејства година и пол се без приходи поради неодговорноста на власта, која ги лаже вработените во комбинатот дека еве само што не почнал со работа. На 18 јуни 2017 година Зоран Заев лично вети дека ќе се ангажира околу рестартирањето на Југохром за на 12 октомври истата година владата да излезе со конкретно ветување дека фабриката ќе отпочне со работа најдоцна до мај-јуни оваа година. А еве помина цело лето, поминува и ноември, за жал Југохром се уште не почнува со работа. 1200 вработени се без работа и немаат основни средства за екзистенција. Виновниците за тоа имаат име и презиме. Тоа се Зоран Заев и Кочо Андјушев. Пред точно 2 дена, власта која ветуваше целосно рестартирање, сега вели дека истиот ќе почне со работа наредната година до јуни, со што спасени ќе бидат 550 вработени. Почитувани господа од власта, година и пол ги лажете 1200 напатени работници како ќе им објасните сега дека 650 од нив ќе останат без работа. Кои се тие кои што ќе ги бркате, а кои се тие кои што ќе останат да работат? Што ќе прават 650 луѓе кои ќе останат без работа од Југохром? Тоа се 650 семејства или повеќе од 2600 луѓе од тие семејства ќе бидат со целосна нарушена екзистенција. Почитувани, помеѓу снабдувачите со струја на Југохром додека работеше, беше и ИДС, компанијата која што беше во сопственост на Кочо Андјушев. Тоа можеме да го видиме од возниот ред на МЕПСО, кој ви го презентираме во позадина за 8 јуни 2016 година, од која се гледа дека ИДС, компанијата на Андјушев во тоа време, се јавува како добавувач на струја за Југохром. Власта треба итно и неодложно да одговори дали позади нерестартирањето на Југохром се кријат нечии бизнис апетити и дали можеби некој задкулисно се пазари. СДСМ година и пол е на власт и не оствари ниту едно ветување, а не успева затоа што и во Југохром се кријат лични бизнис интереси на поединци од власта и политичко пазарење за сметка на маката на напатените работници. Ова е најцрно време за македонската економија и уште поцрно време за македонските граѓани. Оваа катастрофа мора еднаш да заврши. СДСМ мора да си замине од власт за Македонија да може да тргне напред. Што побрзо, толку подобро. Благодарам на вниманието.